Внатрешни работи, почитувани представници на сите надлежни институции, на домашни и меѓународни организации, почитувани представници на медиумите. Пред се благодарам на присуството на денешниот настан по повод промоцијата на Националната стратегија за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот, кој што е еден од стратешките документи, инструменти и алки во борбата против корупцијата и криминалот. Усвојувањето на оваа стратегија е дел од активностите утврдени во владиниот план за борба против корупција, усвоен во март 2020 година, што ќе придонесе за зголемување на ефикасноста на кривичните истраги кои треба да резултираат со конфискација на имот и противправната имотна корис. Новата национална стратегија потврдува дека како влада внимателно ги следиме забелешките на сите релевантни домашни и меѓународни организации, на основа на што во март беше усвоен планот за борба против корупција и веднаш реагираме со конкретни чекори по однос на сите 18 мерки и политики кои што се предвидени во истиот. Изминатите неколку месеци експертски тим составен од сите надлежни институции во државата, но со голема меѓународна финансиска и експертска поддршка, интензивно работеше на подготовката на новата национална стратегија за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот. Во работната група за подготовка активен придонес дадоа Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, јавното обвинителство, Управата за финансиска полиција, за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи, Царинската управа, Агенцијата за управување со одземен имот, Академијата на суди и јавни обвинители, Основниот суд Скопје 1, Кривичниот суд и Судскиот совет. Во оваа прилика изразувам голема благодарност за поддршката што ја добивме пред се од Германското министерство за економска соработка и развој и од Норвешкото министерство за надворешни работи преку глобалната програма за борба против нелегални финансиски текови на Германското друштво за меѓународна соработка ГИС. Гарант за целосно и навремено имплементирање на предвидените активности во следните 2 години, за разлика од претходниот период, што беше една од клучните забелешки, е формирањето на Националната комисија за следење на имплементацијата на стратегијата и на акцијскиот план кој што е дел од неа. На подготовка на стратегијата предходеше евалуација на претходната стратегија 2018-2020, повеќе компаративни анализи кои што беа направени, дополнителни проценки и истражувања, а се со цел да се подготви пофункционална и сеопфатна стратегија која ќе ги исполнува целите, но и која ќе даде видливи резултати пред граѓаните и во јавноста, што е клучна цел во следниот период од 2 години на нејзина имплементација и мониторинг. Конфискацијата на имот како мерка постои во нашето законодавство, но досегашните анализи покажаа дека оваа мерка при криминалистичките истраги не се покажува како доволно ефикасна, што е нотирано во многу меѓународни извештаи. Причината за ваквата примена се лоцира во повеќе фактори, како отсуството на електронската поврзаност на обвинителството и обвинителствата со надлежните институции, недостигот на човечки ресурси, отсуство на координација помеѓу институциите, проценката на вредноста на имотот, што привремено се одзема и многу други аспекти и слабости кои што беа детектирани во претходниот период како фундаментални и елементарни. Нашите заложби за безкомпромисна борба и неселективна со високата корупција и организираниот криминал, која не разликува етничка, верска или политичка припадност, неминовно наметнува потреба од постојно стратешко зајакнување и унапредување на капацитетите на националните институции, како и нивна континуирана, секојдневна, перманентна координација во следењето на протокот на финансиските средства, откривање на евентуалното прикривање и трансфер на нелегално стекнат имот. Од тие причини пристапуваме кон евалуација и надградување на постојната стратегија, овој пат дополнета со детално разработени акцијски планови подготвени од надлежните институции кои што денеска ќе бидат накратко и презентирани. Основната цел на стратегијата 2021-2023 е да придонесе за зајакнување на капацитетите на сите национални надлежни институции и на нивна координација и соработка во водењето на финансиските истраги, следењето на текот на парите, како и откривање на можно прикривање и пренесување на нелегално стекнат имот.
Активностите кои што се предвидени во новата национална стратегија, која што денес ја промовираме, ќе придонесат за надминување на проблемите во правната и институционална рамка во однос на спроведувањето на финансиските истраги. Стратегијата предвидува поттикнување на проактивност на институциите вклучени во финансиските истраги, со што овозможува водење на финансиска истрага паралелно со криминалистичката истрага. На овој начин се елиминираат ризиците од прикривање, распродажба или изнесување на противправно стекнат имот надвор од државата. Ова е чекор напред во мобилизацијата на сите општествени ресурси, надградба на државниот систем и градење на посилни национални капацитети, кои се дел од виталните реформи за подигнување на јавната свест. Ова е чекор за враќање на довербата во функционалноста на институциите за борба против високата корупција и против организираниот криминал и неизино зголемување од страна на граѓаните. Дел од мерките од владиниот план се значени за ефикасна имплементација на активностите кои што се предвидени во националната стратегија и во акцијскиот план. Една од клучните мерки е и новиот национален план за дигитализација на сите процеси кој што треба да стартува од 1.1.2022 во најголем сегмент, односно поврзувањето на надлежните институции до тогаш преку платформата на интероперабилност со цел да се зајакнуваат оперативноста на институциите, нивната електронска поврзаност и навремена размена на податоци. Сите 7 клучни антикорупцијски надлежни институции се веќе поврзани на интероперабилноста и веќе започнуваат со размена на сите информации и податоци преку оваа платформа. Во следната фаза следува и поврзување на истите со Централниот регистар на население со цел брзи и ефикасни постапки и размени на податоци. Воедно владата, согласно планот за борба против корупција, донесе одлука за зајакнување на капацитетите на јавните обвинителства во државата и ова беше дискутирано на последната владина седница, каде што и по однос на точката за истражните центри и јакнењето на капацитетите на обвинителствата, што е дел од планот за борба против корупција, владата го разгледа извештајот и анализата доставена од јавното обвинителство. Министерството за правда во соработка со обвинителството веќе ја достави анализата за потребната кадровска и техничка екипираност на обвинителството. Владата внимателно, детално ја разгледа, дискутираше и ќе пристапи кон реализација на сите потреби кои што ги има самото обвинителство. Ова значително ќе придонесе за ставање во целосна функција и работа на истражните центри, ефикасно водење на истрагите и успешна конфискација на крајот на противправно стекнатиот имот без оглед за кого и да станува збор. Само преку зајакнување на капацитетите на сите национални сегменти и институции, постепено ќе ја вратиме довербата и ќе ја зголемуваме довербата на граѓаните во правната сигурност и известност, во владењето на правото, но и во неселективната правда преку бескомпромисна борба. Паралелно водејќи се од принципите на заштита на националниот имот, како и на државниот буџет, заедно и со поддршка на Советот на Европа, во фаза е подготовка на предлог закон за потекло на имот, кој што до крајот на август исто така во драфт верзија ќе биде презентиран пред јавност. Нешто што за прв пат го добива државата после 30 години. Со вакво системско законско решение за прв пат ќе се воведе контрола на капиталот, со што се отвара патот на конфискација на нелегално стекнатиот имот и се спречува незаконско богатење врз грбот на граѓаните, без оглед дали станува збор за сегашни, бивши, претходни функционери, носители на функции или пак на граѓани. Почитувани, напредокот во борбата против корупцијата и организираниот криминал станува видлив и го стеснува маневрскиот простор на сите оние кои јавните должности и властувања ги злоупотребуваат за да се богатат врз грбот на граѓаните. Финансиските истраги и конфискацијата се клучни елементи во борбата против високата корупција и против криминалот. Како влада покажавме дека сме различни, дека не дозволуваме да победи апатијата и нечија тенденција да се задржи статус кво. Потврдивме дека нема исклучоци, нема заштита за никого, без разлика кому припаѓа и во што верува. Времето на неказливост, времето на избегнување на правдата, на изигрување на законите, полека но сигурно станува минато во Република Северна Македонија. Криминалот е неисплатлив и тоа е клучната порака која што испраќаме денеска. Конфискацијата на имот и противправно стекнатата имотна корис се императив
за истерување на правдата до крај. Ви благодарам и на вниманието и на присуството.